Во 4 општини во Кочанската котлина со ловот стопанисуваат 4 концесионери, кои на терен действуваат некоординирано и секој според своите видувања и состојби. На територијата на општина Виница ловот го организира и контролира единствено ловното здружение Белкамен, кое според оценките на раководството е на високо ниво. Специфична е ситуацијата во другите 3 општини, бидејќи со Кочанските 2 од вкупно 3 концесии стопанисуваат 2 друштва, фирмата Текстил од Скопје со полското и ридско-планинското ловиште и подружницата Осогово при Македонски шуми со високопланинските терени. Во општина Чешиново Блешево ловството со години наназад му е доверено на ловното здружение Горица, но без право неговите членови да ловат дива свиња и друг крупен дивеч. Ваквата поделеност на ловните терени повеќе создава хаос, отколку што придонесува за осмислен, плански и ефикасен лов со неопходната заштита на дивечот од прекумерен отстрел и ловократство. Проблемот е што ловците главно не го пријавуваат отстреланиот дивеч, поради што без соодветна евиденција и контрола доаѓа до негово истребување. Полициските контроли кои се спроведуваат повремено не ги даваат посакуваните резултати, бидејќи ловците се опремени со современи комуникациски средства и вешто ги избегнуваат. За да се стави ред во ловството е неопходна целосна соработка и од концесионерите и другите надлежни служби, бидејќи само така ќе им се застане на пат на оние кои ловат во матно. Дека состојбите со дивечот се алармантни, зборуваат поплаките на ловците дека во ловиштата речиси и да нема див зајак. Бројноста на кајаребицата е драстично намалена, а и фазани поради нефункционирањето на фазанеријата одамна нема. Единствено, дивата свиња која на почетокот на ловната сезона ја имаше во поголем број, во изминатите нешто повеќе од 2 месеца е десеткувана, па и тука се поретко може да се забележат помали групи или поединечни примероци. Поради ваквите состојби се почесто кај ловците се коментира дека е потребен едногодишен или двогодишен ловостој со цел да се санираат состојбите и да се врати природната рамнотежа во ловиштата.